Господине Попстојанов, каква е состојбата во Острумичкиот регион? Постојат ли локации кои што може да се понудат и да се мапираат како атрактивни туристички точки? Па, како што знаете, сега Македонија не може да се пофали со некој масовен туризам и нашата шанса за развивање на туризам се алтернативните облици на туризам, меѓу кои еколошкиот туризам или одржливиот туризам, кој се базира на природното и културното наследство што го има регионот. Така да ние имаме денеска една презентација на проектот за нашите истражувања со панелна дискусија и со вклучување на поширокото население и експертскиот тим за идентификација на тие туристички атракции кои би биле интересни за одредени целни групи од земјава и надвор од земја да дојдат и да го видат регионот. Значи, секое нешто што ќе предизвика интерес кај луѓето да се придвижат од дома до тука, се вика туризам. И сега ние наоѓаме начин како од тој туризам да оствариме некој бенефит за локалното население, бидејќи е многу битно покрај нивните приходи, обично тоа рурални средини, покрај нивните приходи што се од земјоделие, тие се незапослени, да си најдат само вработување и дополнителен инкам за нивните фамилии. Со тоа ќе се подобри нивниот стандард на живење и ќе се намали трендот на иселување на луѓето од немање приходи. Значи, знаете вие дека ние се соочуваме со проблем на депопулација на населението, сите одат према европските земји, каде имат подобар живот и подобар животен стандард, поради немање услови за остварување приходи тука. Така да ние сме се концентрирани како да направиме инкам генерирање за локалното население што живее во руралните средини. Изминативе десетина години зборуваме за тоа дека локалното население, особено во руралните средини, треба да биде многу поактивно и да размислува да ги понуди своите сместувачки капацитети, но тоа тешко се случува. Дали може би постои некаков механизам или мислите дека во моментов е поинаква состојбата? Сметам дека кај нас со сместувачките капацитети, вие знаете, луѓето кај нас имат сите сопствени куки и обично имат поголем простор од колку што им треба за живење, бидејќи кај нас кои ќе окупат плацот, прават еден спрат и викат нагоре ми е џаби и градот уште два спрата што не ги искористуваат после. Тоа се огромен потенцијал кој може да послужи како сместувачки капацитети, како остварување приходи за локалното население. Сега треба ние да им презентираме на луѓето, да им кажеме искуства, да им кажеме на кој начин тоа се прави, да ги обучиме, бидејќи локалното население не се експерти за туризам, они знаат да примат гости, но да примаш гости за без пари како гостин и да примаш гости за пари е сосема друга работа. Тој што ќе дојде за без пари може секако, може и во вашето купатило да седи, може да оди да обаува потреби, може било како. Кога е за пари, има одредени стандарди кои барат да се исполнат. Значи да нема четки за заби во купателта, туги, да има чисто, да има чисти чаршеви, да биде секако што треба. Значи да има купатило посебно за нив и такви работи. Така да ние се обидуваме да им кажеме на луѓето да знаат со некакви наши практики што ги имаме од други места како тоа се прави и како они може да се вклучат сами да си направат. Значи, луѓето со тие што треба да си направат сами генерирање на приходи. Не можеме ние да генерираме за нив, ние може само да ги научиме како да генерираат приходи. Што може да се понуди како особено атрактивно од овој регион? Па вие знаете дека ние сме тука на раскрсница помеѓу Медитеранот и континенталниот дел, значи нема многу места во светот и во Европа што може да се пофалат на биодиверзитет и значи како флора и како фауна, например како планината Беласица. Тука од Валандовскиот крај знаете дека има медитеранска клима, па до 2000 метра се среќава алпска вегетација, значи вегетацијата од медитеранска до алпска. Значи флората и фауната исто е од топлите краишта до алпските. За сите љубители на природата, за сите луѓе што се ориентирани према природата, и тоа е многу интересно. Исто Моносплитско блато, изобилие од птици. Во Англија има 3-4 вида птици кои мигрираат и нема. Тука има стотици видови птици, а например има многу богати друштва што сакаат да го видат тоа. Само кралското друштво од Англија, Royal Bird Society, брои 1 милион членови, а членарината им е 100 фунти минимум. Значи, они остваруваат 100 милиони фунти годишно приходи само од членарина. Тие се богати друштва што имат
интерес и да дојдат и да видат нивни представници и да направат нешто и да финансираат. Знам дека дават пари да се направат Рамсар места кои се светски заштитни подачја за водните станишта. Така да, значи, потенцијал има. Исто и културното наследство. Кај нас има римски терми ископани од 3 век, што още функционираат 7 метра под земјата се ископани. Имаме манастири Водоча, значи Елеуса, Свети Леонтија, што се 10-11 век. Имаме што имаме таму? Имаме и од значи нови цркви откриени, еве сега во Банско се открие една најнова црква, имаме стари археолошки ископини, имаме царви кули, имаме значи диверзитет од културно наследство што исто луѓе што се посветени на таа работа се спремни да платат да дојдат и да го видат. Нашата уметност е како да ги задржиме ден, два, три и како од нивното доаѓање да направиме приходи. Знаеме дека промоцијата на овај природното наследство, ако е еднократна, еве имаме пример со Смоларски водопад, се направи еден проект за промоција, луѓето разбраа што е тоа, дојдоа од Скопје, на пример, на автобус ќе дојде со храна, со сендвичи, со шишиња, со кока-коли, ќе се најадат, ќе се напијат, ќе ги фрлат тука и ќе си одат. Ништо за локалното население освен ѓубре. Ако не се направи стратегија и обука на локалното население како бенефит да извадат од тоа, имаме обратен ефект. Имаме проблем, немаме бенефит.